Уведувањето на овој систем ќе овозможи повекократни придобивки за заинтересираните правни и физички лица, кои ги исполнуваат условите за да се преуваат за учество во одделни јавни надавања за отуѓување на неизградено градежно земјиште, собственост на Република Македонија, согласно претходно објавен оглас од страна Министерството за транспорт и врски. Значи, видовте денес во впечатлените ми дека објавата се разликува бидејќи има една нова глава каде што го објаснува системот за електронско надавање, кој покасно луѓето што работат на овој софтвер детално ќе ви го објаснат како ќе функционира самиот софтверски систем. За користење на системот ќе биде достапна и посебна веб адреса www.aukcija.mtc.gov.mk, значи пред веб страницата на што е на Министерството ќе стои аукција, каде идните корисници транспарентно, навремено, јасно и брзо ќе можат да аплицираат и до крај да го следат процесот на јавно надавање. И не само корисниците, туку секој еден што ќе посака да гледа како оди јавното надавање, ќе може преку оваа веб страница да го гледа како се движи истото. Со тоа што фирмите ќе бидат со шифри, нема да се знаат нивните имиња, после завршување на јавното надавање истото ќе се објави, но за деталите ќе видите во самата презентација. Нас било секој кој од вас сака да го следи јавното надавање или било кој граѓанин во Република Македонија, надвор од границите на Македонија, преку интернет страницата ќе може да гледа како се одвива јавното надавање и очекуваме дека со тоа на некој начин ќе предизвикаме и поголема заинтересираност од правните и физичките лица за земјиштето, за купување или давање под закуп на земјиштето во Република Македонија.